Алармантна е состојбата со иконостасот во црквата Свето Благовештение во Прилеп, кој според експертите е трет по вредност во Македонија после оној во Бигорскиот манастир и црквата Свети Спас во Скопје. Иконостасот потекнува од 1845 година, а е изработен од ајфата на мајсторот Петре Филиповски Гарката. Носечките столбови на иконостасот се испукани и изедени од црвојадина. Дел од помалите икони кои се на него се тотално уништени, а уникатните резби секој ден стануваат се пооштетени од забот на времето. Последен пат, фумигација за заштита од бактерии и штетници била направена во 1991 година, а од тогаш наваму нема никаква интервенција од страна на државата. Свештениците во црквата велат дека постои опасност ова непроценливо културно наследство да се урне во секој момент, па дури и да дојде до човечки жртви доколку не се интервенира на време. Иако со години назад доставувале барања за заштита на ова дело кое што е заштитено со закон до Заводот и музеј Прилеп, барањата не биле одобрувани. Состојбата на иконостасот во храмот Свето Благовештение е навистина очајна во моментов, покрај повеќето барања од страна на свештенството и епархијата да се превземе нешто, до сега не е одговорено. Некаде 36-7 години нема никаков зафат извршено тука, па има можност да дојде, не дај Боже, до рушење доколку за некоја година не се превземе ништо, може да се случи и такво нешто. Значи се стравува дури од, не дај Боже, најлошото. Да го изгубиме и иконостасот, а и не дај Боже да повреди некој. Подолг период веќе и паѓаат цели делови од иконостасот, а свештениците ги собираат и ги чуваат во посебна просторија, со надеж дека тие еден ден повторно ќе бидат вратени на иконостасот со неговата конзервација. Според запишаните документи, изработката на овој иконостас е порачена во 1840 година. Се изработувал околу 5 години, а неговата изработка во тогашно време чинела околу 1000 турски лири. Иконостасот е изработуван од страна на тајфата на Петре Филиповски Гарката, односно од неговиот зет Димитар Станишев. Се изработувал во куќата на Мисиркови, која што тогаш била лоцирана во така нареченото Трајко Мало. Иконостасот е изработуван во повеќе делови, кои потоа биле донесени тука во црквата и склопувани на лице место. Иконостасот е поделен на два ката, кои што катови пак се поделени на неколку појаси. Иконостасот е долг 16,8 метри, а висок 6,2 метри. Во својата основа е праволиниски и е изработен од оревово дрво. Престолните икони завземаат централно место на иконостасот и ги има 13 на број. На средината пак се наоѓаат царските двери. Корнизонот на иконостасот представува граница помеѓу двата ката, каде вториот кат е издаден на напред. Помеѓу корнизонот и празните икони се наоѓа фриз на кој што има 16 медаљони, каде се насликани апостолите и некои старозаветни пророци. Но овој дел е толку многу оштетен, што денес не може да се познае на некои места кој свети дел е воопшто насликан. Освен иконостасот, тајфата на Гарката во црквата Свето Благовештение ги изработила и владичкиот стол, царскиот престол и амвонот. Освен иконостасот, вистинско ремек дело во црквата Свето Благовештение во Прилеп представува и овој владички стол, кој што е изработен лично од Петре Филиповски Гарката. Ова импозантно дело се претпоставува дека е едно од неговите последни творби и е единствено од таков вид не само во неговото творештво, туку и во Македонија. Владичкиот стол е висок 5 метри, широк 92 см и длабок 86 см. Во најдолниот негов дел се изрезбарени два лава и змии кои што ги каснуваат. Понатаму украсени со растителна орнаментика, разни животни, ангели и други црковни елементи. Иконата на владичкиот стол е насликана во 1853 година од непознат автор. Амвонот пак, местото од каде што ѓаконот го чита Евангелието во црквата, се исто така дело на оваа тајфа. Него го изработил Димитар Станишев и тоа е навистина едно дело со извонредна уметничка вредност, каква што нема во поширокиот регион. Ова дело дури е носено и на повеќе меѓународни изложби во странство. И владичкиот стол и амвонот исто така се наоѓаат во голема опасност и не се заштитени исто како и иконостасот. Старешината на Свето Благовештение, отец Илчо Смилевски, истакна дека во моментов имале добра соработка со Заводот и музеј Прилеп и се надева дека оваа година конечно ќе се започне некаков зафат за заштита на иконостасот. Во моментов со управата во музеот на град Прилеп имаме
разбирање некој, се надеваме има некоја иницијатива за конечно да се превземе некој зафат, фумигација, конзервација, се изврши се што треба и да се заштити барем за наредните 20-30 години ова непроценливо дело, кој се смета како трето по важност во нашата држава, после во Бигорскиот манастир и во манастирот Свети Спас во Скопје. Ова е трето вакво дело кое е изработувано од тајфата на Петар Филиповски Гаргат. Од Заводот и музеј Прилеп потврдуваат дека иконостасот е во катастрофална состојба и дека е потребна негова итна конзервација. Од кога дојдов јас во разговор со старешината на црквата Благовештение, разговаравме за состојбата на иконостасот и многу јасна ни е состојбата на сите одамна. Никој до сега не преземаше никаква активност за нешто такво уметничко дело и споменик на култура кој е еден од 4 најдобри иконостаси во држава наша, но и на Балканот. Така да, ние се договоривме да покреаме иницијатива до Министерство, да преземиме акција да се изврши како превентива на почеток, то се вика фумигација, еден процес кој се извршува со хемиски средства, гасови специјални, се третира иконостасот, се затвора црквата 2-3 дена, се пуштаат гасови внатре и со тоа се врши, се превенира сите оштетувања на иконостасот од црвојаднини и од други инсекти, да се превенира, да се стопира процесот на распаѓање. А понатаму имаме во план да се конкурира во редовна програма за изготвување на проект за конзервација на иконостасот и понатаму процес на целосна конзервација на иконостасот. И црковните лица, и верниците, како и стручните лица, се надеваат дека државата итно ќе реагира за да се заштити ова наше непроценливо културно богатство.